Жителите на Ново Лисиче, аеродром и дел од автокоманда се жалат на неподнослива миризба и многу ѓубре кој што со години се трупа во поранешниот дом Ранка Милановиќ. Вчера поминав и пробав да влезам, да видам што се случува тука и тоа е нешто што не сум го видел буквално никаде. Ова ќе биде на специјално видео, ќе ви направим на турнеја и ќе слушнете за проблемите на овие луѓе и што е тоа што се случува внатре, што е под секое цивилизацијско и човечко достоинство. Имајќи во предвид дека навистина внатре има и опасност од зарази и од други неубави практично работи, нема да го монтирам ова видео, ќе биде буквално одеднаш снимено. Ова е близо, сега ќе ви го покажам. Ова е поранешниот дом за млади, 60 и некоја година изграден. Видете што се случува тука. Ова е неверојатно. Еј, куч. Здраво. Сет, ти си главен тука? Еј, јас сум главен. Не сум ја главен, сите сме главни. Да, може да снимам? Може, зашто да не снимаш? Добро. Може ми напрашен да не ми изадат кучињава прво? Не. Да. Тие се воспитани као и ние. Воспитани има многу. Од каде волку ѓубре тука? Ова ѓубре се сокава тука, бидејќи... Може да те снимам, така? И тебе? Може да снимам. Не. Бидејќи контејнерите ги зема, ја не са и така се свара тоа ѓубре тука. Добро, колку семејства живеат? Има доста семејства. 80, значи околу 80 луѓе живеат тука, уствари не живеат тука, буквално преживуваат. Првен кажи ми за вода каква е ситуацијата? За вода е катастрофа, ја скина водата и сега тече во една цевка вода. Ај може да ми покажеш од кај земате вода? Исто така, Содо ја проверија водата и кажа дека водата не се пие, дека истече песок. Луѓе, ова што се случува, што го гледате во моментов е во февруари месец 2026 година во главниот град на државата. Ова се навистина едни постапокалиптични сцени тука. Се жалат луѓе од околните населби места за зарази, меѓутоа што да кажат луѓето што практично живеат тука, има и деца. Значи, навистина неверојатна гледката. Погледнете. Здраво, дечки. Од тука пиете вода? Еве, од тука тече сега моментално. Овие скали пред 3 дена ги направија од дипломати. Дипломати дојдо. Дипломати ви ги прават скалеве, за да можете водат. А водава за пиење ли е воопште? Не е за пиење. Не. Говори да гледаш како е. Проблем ти ако те снимам и тебе? Не е проблем. Не е така. Ајде. Погледнете што е. Ајде, види како. Ајде. Добар ден. души си не лего од натре го. Што има ставрци? Ја катам девојче во рука е като. Стварно? Да, бе. Значи се жалат луѓе на ставрци тука што има голем број, дури дечиња има што се каснати. Не, ова малото. Го касна него? Бе, во рука е како. А го однесовте у болница? Не, не. Па нема нема книжка. Нема документи, така? О, боже. На тоа викаш. Значи ова се спорано собите кај што биле сместени овие луѓе во штитениците, адолесценците, да, и бездомниците, а денеска живеат тука луѓе. Има и затоа луѓе таму живеат гора. Тука живеат, значи. Господе. Има постапки околу 57 може и 70 има, не знам. Тој по националност е македонец. Добро. Освен ние, ако не му однесеме нешто да јаде и да пие човекот. А тука? Тука. Значи не искочи надвор од таа соба
Може не, 2016. Ја можа? Ја луѓе сум снимал се и се што, сегде сум влегол, ама вакво нешто буквално немам видено сред главен град да се случува. Неверојатно. Сега ќе одиме на горниот кат. Вака се слушат. Кога тробеа патот по да го троба, од тоа машина да бе голема и тресеше, паднав плафонот од... А што мириса вака ова? Па гледаш, еве во совата како е направен. Знаеш, да може да преживи. Да. Здраво. Ова е Тука. катастрофа. Не сме... Тука мириса од ова што е од грењава. Ова е дрма тоа е во... Ово, врат искршена, сега запали, пази ово. Значи, нема, значи сите има, ама сега има фамилии. А како не ги вознемирува нека? Не, сега, значи тука, таму, значи сегде, брат, сегде. Тука полно е со луѓе, значи. Значи, сите, значи фамилиарни луѓе. Се наволила зградена. Да. Неколку само знае, не ide ko Добар ден. Гледате горе? Горе покрив нема. Како? Да. Не така се тресе. Ова може да падне. Ова паѓа. минута може да падне. Сега, кога исто кога дробеа, Дај ваму да кажеш. Но? Таму е. Не, тука видам. Нека. Цела куќа тече натре. Не вода ја мисля, жenu вода спијам. Тоа пенсија. и им слива вода, знаеш? Да. Све, без оген, не можеме да се бајнаме, нема никаква кина тука. Дај молим те, не тече не овде. Тие ќе пробаме нешто направи. Ајде си. Катастрофа. Пријатно. Пријатно. Само да се бъда со ми вечината света. Ово е одни. Изгорен е кровот Да. и така остава. Со Ама многу мириса се е чат, ова не се дише тука. чате, да. Разно дрво е. Па не дрво само. Катастрофа. Нема се што да се грее. А кажи ми некој дете кој ќе се разболи, што се случува? Некој дете кој ќе се разболи, што се случува? Значи, ете, тие што нема документи е стварно страшно. Не може децава да се лечат. Мора све приватно. Има луѓе имат документи. Аха. Има све исправно е. Значи со лични карти, со книжки, Така. ама некој нема. Две-три фамилии има некои документи, некој нема. Значи се ова е полно со луѓе и сите станови што се, мислам станови, простори лево и десно. Тие што взимаат социјално, Аха. доаѓа некој возило комбе или комбе, им даваат храна, а на тие што не взимаат социјално, не им даваат храна, како на другите. Зашто така ги дискриминират, јас не знам. Добро, и сега сите овие објекти што ги гледаме тука, сите се практично полни со луѓе. Се е полно. Се е полно. Значи, се е полно. Да гледа. Значи на овој долниот кат има 4 соби. Се полни, горе е све полно. Тоа највише деца имаат. Да. Таму се мали. Еве како што гледате, еве. Да, овие жителиве, мислам, од околу наследи се жалат дека и чат има, дека се голат работи. Да, Што се гори највеќе тука? И зошто, дали се за бакаровие жици, некои викаат, не. дали за затоплување? Не, нема врска со тоа, него за затоплување во собите внатре. Аха, внатре. Некој сега гори дрво, некој гори гума, некој гори пластика, нема од што. Да, Мора да се грее. така. И затоа овој чат, еве, како што гледаш, еве Да. иде натаму на пригоди и после луѓето се жалат. Он гори дрво сега. Не гори гума или Аха. дрво е. Што гори? Еве, како што гледаш,
Тамо еве си сече човекот. Ето, Значи, малце. си сече и гори. Ама некој не гори дрво. Некој гори пластика, некој гори гума. Има ли смртен случај тука некој човек да почине или такво нешто? Имаше, да. Имало. Тоа беше пред едно И шо прават? Мислите? Тој од 2016 не е испаднат надеж. Од 2016. Да не го вознемируваме сега. Пошто не знаеме. Ние му даваме. А за ВЦ? За тоалет? Се нема. Кој каде стигне, така? Здраво, добар се? Добро. Има фамилии, тука фамилии. Тука, сеш? Овде, натаму. Туканце. Туканце, ајде отвори ако можеш. Ме што умреш, свој дека спасам. Натре, го плаш. Ај. На, бро. Не покрите на мој друган. Не. Чедре. Човек е непокретен. Ладно му е, нема ни шпоред, нема ни ништо. Еве, можеш. Добар ден. Вака видика, мириса на муфла. Да. На муфла. Тоа е купацо, не е само. Човекот толку години не искочил од оваа просторија надвор. Не покрете, не може да оди Кој е гајди? на никого. Виден Ние му даваме јадење, пиење, цигари, све што му треба. Како ви името? Како? Перица, Перица. 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 Нели е греота? Ние да не не е? сме ќе умре. Има, нема, на него мора да му се донесе. Не покрети. Лична карта му земале од социјалното, не му е враќаат. Да. Зашто му... Ајде ќе пробаме, ќе се јавиме нешто да направиме. Да, значи... Вие за јадење му давате и се? Ние, значи ние се грижиме за него како да е наш татко. Да. Перица, може да ве снимам и вас? Или неќе? Не, Снимај го бе, зашто? Не, ако неќе, не. Прашај. Кој е ова? Ронки. Берица, чекај се. Да. Значи, Не, ако неќе не го терете, бе, молам. Ќе прашаме. Поинаку. од 2016 не излеза. А јас сум дојден 2020, 2021 часа. А претходно каде бевте? Предходно ја искочив од затвор, отидов во социјално ми дава смешка. А колку време беше у затвор? 10 години. Зашо? Беља, така? Добро. Јас знаев дека е лошо, ама не знаев дека е волку лошо. Ова е... Значи, овој дом е отворен негде во 62-63 година и порано ги носеле тука овие што се адолесценти или млади од 10 до 19 години, што имале асоцијално однесување. Мислам, така почнал објектов. Да. Меѓутоа, сега во што е претворено е нешто просто неверојатно. Овде беше добро, ама ете имаше туку и други фамилии проблематични. Аха. Ама со тек на времето така све што се пропасти. Многу ѓубре ова. Многу. Тука, ете, Значи, ова пред 2 години го чистеа, колку што знам јас, 2024-та. така да. А сега има уште повеќе него тогаш. Тоа ѓубре натаму све што гледаш, тоа е тука има тврлено исто комунални Аха. со овие од Газибава. Исто вие што чистат Чекај, што тука уни ви фрлаат? тука да фрлија, кажа дека ќе чистат, као ќе го ичистат све и така остана. Тоа е ѓубре натаму. Ова ѓубре од тука од сите нас. Нема, чекај, не ме ја... Аха. Ако те разбирам добро дека рекли дека ќе го исчистат и не го исчистиле или донесле камиончиња и истуриле тука ѓубре? Историја тука 2-3 камиона, Сигурни се тие од општина дека биле тие? па тие камиони се нон-стоп што се движат Да. по ова каде по А ова ѓубре тука гледам дека и го горите, пошто нема веќе што да се... ова ѓубре да.
не го изгоривме ние, него имаше проблем, тука и така. Да, ама добро, еве го тука годи трговското, дека Lidl маркет отвараат. Да. Тука се крадат нови згради, значи не е ова во некое зафрлено делче од градот кај што никој не се движи, тука е А и плюс, баш да речеме урбанизирано место е. плюс имаме проблем со значи со објективе натаму што има, нели, еве Непрум, Сетекс. Пошто ние така во оваа ситуација така изгледаме лошо, исто така прават кражби други луѓе Да. и од тука истрчуваат, бегат за натаму, остануваат чивијата. Дека тука се прават. Да. Значи јас сум сведок, еве може заедно да отидеме од другата страна, што се украло фармерки 30 пара, ние го фативме човекот, му ги земавме и Ги врадивте така. Значи практично им помогнавте на нив. А имаше и некои други фамилии тука што живеат и тие да правеа проблем исто кравде. Меѓутоа овие што беа лоши фамилии, да речеме, Да. вие сами ги избркавте да не ви прават проблеми тука, ако Да. така ви разбирам добро. Сега во моментот нема проблеми вака со кражби, со други работи, мислам, секој си Кажи ми работи. сега вака, што е најголемата мака, како мислите дека треба да ви се помогне, пошто јас знам дека има некои најави дека веќе ќе ве селат од тука. Да, и ние така слушавме дека ќе ни иселат и чекаме да ни се дае добри услови за живење. Деца Мислам, за разлика од ова што и да виде, мислам дека полошо од ова не може да биде. да биде, да. Сакаме подобро да биде. Значи као сите луѓе ние така, децата да може да се одат во школа. Не може да ги запишеме децата во школа бидејќи немаат Нема. не за услови, него нема пристигувалиште на Ајде живење. ќе идеме полека натаму. Да. Да, а сега ми кажавте дека се случува овие стаорци. Ја вчера кога дојдов да видам што се случува тука, видов и стаорци, сега не ги видов овој пат. Меѓутоа знам дека има и тоа беше голем ко мачка, не беше некој Да, има многу ставци. ги има некој случај некој дете да биде останува едно во тука сега што кажа да биде каснато од стаорот. Да, тоа дете и една жена пред сега ме излежа може 3-4 месеци така исто ја касна во раката. Да. Да, ја и дадов 700 денара да оди на лекар Да. да види што може да и се направи. Добро, ништо фала ти за турата, ќе видиме што може да се направи, ќе пробам нешто да апелирам, тоа можам да ветам дека нешто ќе променам, не сум толку моќен за жал. Меѓутоа мислам дека е добро да знаат луѓето дека ова стварно се случува и дека во ред што се жалат дека тука има чаат, еве гледаме гори и сега дека се загадува воздухот, разбирливо се луѓе што се бунат. Меѓутоа и уште поразбирливо дека тука дека во изворот на проблемот живеат луѓе практично и дека треба во вакви моменти државата да реагира и соодветно да ве заштити. Значи ние имавме збор од градоначалникот и од министерот и од другите институции што беа дека ни ветеа дека ќе не сместат и не оставија. Значи не е добро. Добро. Значи градоначалникот, како што кажа, реагира одма, донесува контењери, после тоа ги снема и затоа стана ова депонија. Добро, тука сме у комшија, живеам близко во автокоманда, Ја така ве што ќе се познавам, видиме. ве Да. познавам. Фала ви, ќе се видиме. Ајде, Ајде, пријатно. Луѓе, ова што го видов, јас стварно не сум го видел на нито едно друго место. И искрено извини. Пиши ми на Facebook, не. Пиши ми на Facebook било порака каква било и ќе ти говорам. Како? Дека снимам сега да не ти кажам броеви, ќе ти кажам. Ајде, поздрав. Значи, ова е неверојатно, значи сепак имаше многу деца. Претпоставам дека никој не снима во лик, меѓутоа ова што се случува во Ранка Милановиќ е просто неверојатно и нешто што не сме да се премолчува на ниту еден основ. Ја вакво нешто не сум видел никаде и ете го направив тоа, не можев да се задржам многу внатре, искрено јас се грижам и морам да се грижам и за сопственото здравје, меѓутоа ова е просто неверојатно. Немам коментар, тоа е тоа.